Министерството за култура и туризам и Националниот конзерваторски центар ќе обезбедат средства за манастирот во Матече, информираа надлежните од двете институции при неодамнешната посета на црквата Свети Ѓорги во општина Старо Нагоричане. Министерството за култура претходните години одвојуваше средства за непосредната заштита и реализација на проектот за конзервација и реставрација на црквата Успенија на Пресвета Богородица во манастирскиот комплекс Матече. Група верници пак во манастирскиот комплекс Карпино бараа дозвола од центарот за ревитализација на тамошните конаци. Од Националниот конзерваторски центар ги повикаа да ја достават иницијативата да биде разгледана и доколку проектот се вклопи во историскиот амбиент, тогаш би можело да се интервенира. Конкретно за Матече, да, предвидено е во годишната програма. Знаете дека Матече беше дело на вандализам. Пред неколку години беше украдено ловниот покривач. Претходната година исто така од страна на Министерството имаше обезбедено финансиски средства за едно превентивно покривање на куполните и сводните површини со хидроизолационен материјал. Меѓутоа, во разговор со колеги, експерти така натаму, дојдовме до едно сознание дека не сознание, него до еден заклучок дека ако повторно биде покриена црквата со оловен покривач, дека тоа не значи дека нема пак да биде, заради тоа што овде не е само проблемот со црквата, со покривањето, таа и функционално и целиот комплекс и физички е деградиран. Односно, не е ревитализиран простор, нема функција и е осамен пример на планината таму кој што е исклучен од секаков вид на активност и во таа смисла ќе се изработи во најкраток можен период проект за препокривање со олчест тип на керамиди, византиски тип на керамиди на сите тие површини и предвидено е и реализација и министерот сигурно ќе ме подржи во тоа дека еден од приоритетите, освен Старо Нагоричани, ќе биде и црквата Успенија на Пресвета Богородица во манастирот Матече. Јас сум запознаена со состојбата на Карпински манастир, бидејќи лани изработивме елаборат за револузација, каде што беше дефинирано значењето, категоријата на културното наследство. Меѓутоа, таму проблемот е и од инфраструктурен карактер пред се, заради тоа што поголем дел од дистанцата за да стигнеме до манастирот го совладуваме пешки. И е во меѓувреме, значи тоа зборувам за од претходната година, за оваа година немам информации. Ние ланската година имавме во годишната програма за дзидното сликарство, меѓутоа конаците како конаци, ете тоа и со министерот го дискутиравме дека тоа се придружни манастирски објекти. Нас акцентот треба да ни биде ставен на самото културно наследство, а во однос на конаците можеме како стручна установа проектната документација да изработиме или друг како изработи да исконтролираме дали е таа во согласно традиционалниот начин на градење да се вклопи во целиот тој историски амбиент. Меѓутоа, сепак сме конзерваторски центар за заштита на културното наследство. Тие се дел можеби од споменичката целина,